Неколку аспекти кои што стојат во психологијата, кои што се докажани, правени се истражувања, докажани се како влијаат овие институции. Вика, психологијата позад обложувалниците се однесува на психолошки принципи кои обложувалниците ги користат за да ги поттикнат луѓето да се коцкаат. Овие техники вклучуваат манипулација на перцепција, емоции и донесување одлуки. Значи, манипулација на перцепција, значи тебе ти дава слика дека ова ќе ти го подобри животот, дека ќе ти донесе пари, дека ќе си го среди животот, значи ти носи перцепција. Ти носи емоција, доживуваш адреналин, леле, готово, ќе најдам решение за мојот проблем, значи имаш надеж, имаш позитивно очекување. И на крај, донесување одлуки. Значи, донесуваш одлука, влегуваш во тоа и нема назад. Нема назад. Некои од најчестите психолошки аспекти кои стојат зад обложувалниците се илузија на контрола. Што значи тоа? Значи, обложувалниците поттикнуваат чувство дека играчот има контрола врз резултатот. А всушност самите апарати се направени да човекот да треба да губи. Тоа е исто како верувам кога сте биле на флипери некогаш на одмор, кога сме оделе, кога ги пушташ оние како рака каде што треба да фати една играчка. И тоа е направено толку лесно да не може да ја фати играчката, туку кога ќе ја фати да се лизне. И на ист начин овие игри се направени да човекот се залаже дека има контрола, ама нема контрола затоа што е направено да изгубиш, да си ги потрошиш парите. Понатаму, близу промашување. Кога некој ќе изгуби, чувствува дека бил многу близу до победата. И ова го мами да тој повторно проба, затоа што бил замалцен, мислам дека следниот пат ќе успее, и тој влегува во живиот песок уште повеќе и повеќе. Променливи награди. Вели, обложувалниците користат систем на променливи награди, каде што исплатите не се постојани, туку случајни. Оваа техника го засилува возбудувањето и ја одржува надежта дека победата е веднаш за даголот. Социјален доказ. Големите реклами за победници, фотографии на луѓе со големи добивки или статистики за исплатени добивки се користат за да се создаде впечаток дека другите победуваат. И така, овде, кога ќе го видиш тоа, ти се засилува идејата дај да пробам и јас. Дај можеби јас ќе успеам во тоа. Понатаму се создава емоционална манипулација, значи еуфорија од една страна. Има затоа обложувалниците се направени со толку бои, со толку огромни реклами, со некои ликови кои што се чудни, интересни, игриви. Тоа е дизајн кој што едноставно те тера на забава, некоја на привлечност, на сетилност. А од друга страна, исто така предизвикуваат огромна фрустрација. Вели, ја користат човечката тенденција да сакаат да го вратат она што го изгубиле. Чиста психологија. Зависност од коцкање, микроплаќања, ти дава можност за мали суми. Зависност од коцкање, значи, што се случува? Ние кога вложуваме во коцка, ние го активираме нашиот хормон допамин, кој што е хормон на задоволството. Ти се отвара можност да едноставно се почувствуваш конечно слободно, леле, пари добив, леле, јас сум ист како сега оној кој што има толку пари. Излегов од мојата ситуација која што е сиромашна, можеби каде што можеби со овие пари ќе отидам на некое патување кое што е моментално, значи ти се создава и пред да ги вложиш парите, но и кога ќе добиеш некогаш ти се создава ова чувство. Меѓутоа, тоа е тоа чувство кое што те тера следниот пат повторно да влезеш во тој објект и повторно да се залажеш со истото задоволство, кое што е моментално и кое што на долг рок не е загарантирано, и на долг рок ќе те одведе кон пропаст неизбежно. Значи, нема таму човек кој што излегол среќен, успешен, во благосостојба, во мир и со најголем успех во својот живот. Тоа не сум направила истражување или да видам човек кој што можеби бил еден поединец во милиарда да го постигнал тоа, а дури да го постигнал тоа се прљави пари. Тоа не се пари заработени од свој труд. Значи, Бог сака да работиме од собствени таленти, од собствен труд, од собствена енергија, а не ти да влегуваш и тие пари чиви се на народот кој што си се залажал, си ги дал парите. Значи ти заработуваш од туѓа мака и тоа се
Тоа се пари на грев, на карма, на тешкотија, на неизбежно страдање. Значи тие пари ќе си ги дадеш или на здравје, или на дете, или на утре сообраќајка, значи тие пари не се чисти пари. Тоа се пари од маката на друг човек кој што се залажал во овие институции. Така што отворете 4 очи, кај влегувате, што правите, кого гласате, што поддржувате и размислете малку, не е како поединец кој што јас не можам ништо да направам во оваа држава, туку борете се за себе, за својата мудрост, за својата интелигенција, но борете се и за вашите деца, од друга страна, во какво општество ќе живеат, а од друга страна борете се да едноставно го спречите ова што веќе постои, бидејќи со борба може да се спречи злото. Не може ако се затвориме дома и пишуваме коментари, сега ние на социјалните мрежи ја гледам само се јадат луѓето едни помеѓу себе, ништо не правите. Ништо не правите. Верувајте ми, ништо не правите.